Добре дојде во студио за Исмет Рамадани, политички аналитичар. Добро најдовме. Сега, господин Рамадани, пред кои опции е исправен Иванов? Ако ВМРО бара избори, значи отпаѓаат варијантите за кои постојано говори професорката Каракамишева, како нивна истурена рака, да кажем така, истурен играч, продолжена рака, а варијантата за која говори таа е дека можеби некој друг член би го земал мандатот на ВМРО, но вака ВМРО го одби целосно мандатот со барање на нови избори. Што сега Иванов може да направи во ваква ситуација? Одиме прво со него, па после ќе видиме со Дуи. Мене потсеќаш во времето кога бев пратени во собранието, кажав на говорница еднаш, кога расправаат правниците за уставот, тогаш веќе се создава некоја збрка што не збунети останавме и ние кои не сме правници. Го толкуваат како што сакаат уставот, како што сакаат, затоа што во овој случај уште полошо е, затоа што имаме веќе јасно е кој со кого е и кога интерпретираат устав, си држат страна и за жал во овој случај имаме и такви кои воопшто не се срамат, интерпретираат устав, божен професорски, како што е случајот со господја Каракамишева, и воопшто нема врска тоа ни со логиката, ни со уставот. Се гледа дека тоа го прави многу навивачки, што не е добро за еден интелектуалец. Кога во уставот нешто не е прецизирано до крај, иако да, не е прецизирано што ќе се случи ако се врати мандат. Меѓутоа, ако имаме некаква пракса која се покажала успешна, како што беше 90-тите години, односно 91-ва, тогаш мислам дека има логика ако мандатарот кој има пратеничка група со најмногу мандати. Значи, после ВМРО доаѓа Заев. Да, после ВМРО ДПМН доаѓа, се разбира, Зоран Заев. Со мнозинството на СДСМ. Со мнозинството на СДСМ и можните опции за коалиција со Дуи. Можните опции не само со Дуи, и со другите партии, со останатите партии, така што ред е денеска председателот Иванов, пошто Никола Груевски треба да го врати мандатот, тука нема друго нешто што може да се случи, и да му се даде мандатот на вториот, значи во овој случај на Заев, и тој да го искористи правото, односно уставното право и праксата која веќе е докажана кај нас, во обид да формира мнозинство, односно влада. Добро, вие велите денес тоа може да го стори Иванов. Зошто не? Но не мора. Не мора, но зошто не? При него се не уште 10 дена. Ако веќе работиме во интерес на државата, во интерес на тоа да се излезе што побрзо од кризата, затоа што и пораките такви ни доаѓаат од секаде, и од граѓаните, и од надвор, и од сите тие кои ни го сакаат тоа што е добро за Македонија. Но досегашната пракса на работење на Иванов покажува дека тешко би му дал мандат на Заев. Па јас не знам, господинот Иванов веќе мислам дека ако уште еднаш направи скандал, јас би рекол, не само грешка, туку скандал, како што ги правеше до сега, тогаш веќе навистина доаѓа до прашање неговиот легитимитет. Затоа што и така го спорат и доста мислам политички партии. Мислам дека нема што да се плаши од неговиот патрон, пошто ние го знаеме тоа. Знам дека неговата партија, односно лидерот на партијата ВМРО ДПМН може да побара од него да не го даде мандатот, но уште еднаш ќе се посрамоти пред нашата јавност тука и пред надворешната јавност како председател на државата. Второ, Зоран Заев има опција друга. Може во меѓувреме во текот на неделата да собере 61,
да свика собрание Да. и во собранието да бира председател на собранието. Тоа веќе во исто време потврдува дека има мнозинство и мандатот веќе го има. Да. И како мандатор ќе формира Да го влада. прескокне Иванов практично. Да го прескокне, ако дозволи да го прескокне, сега не можеме ние да зависиме од еден човек кој е пристрасен на една опција или на една партија, а во исто време се повикува, мислам како институција, сепак е председател на држава. Тоа изненадување може да му го приради Заев на Иванов. Може и сосема автоматски. логично, Да. сосема оправдано, сосема практично е тоа. Дуи би оделе, да, дуи би оделе со СДСМ во коалиција, иако вчера изјавија дека не донеле некаква одлука. Зошто се плашеше? Прво да одиме зошто се плаши Дуи, на јавноста и каже, одбиваме да одиме со ВМРО, го чекаме следниот мандатар Заев. Па добро, за жал мислам Од што се во плаши долго Дуи? време веќе нашите квалификации за Дуи во однос на ВМРО ДПМН и Никола Груевски се дека тие беа инфериорни, подчинети, понижени, вазални. Сето тоа доаѓа од некои дејанија кои веројатно се врзани со одредена структура на ДУИ со ВМРО ДПМН. Она која слушавме во бомбите. Во веројатно. бомбите, дури има можеби и нешто што не сме слушнале од бомбите. Да, стана збор за Така милиони што бомби. вчера јас мислам дека за поздравување се тие кои инсистираат до крај. Значи да не дозвола да се оди во коалиција. Мислите на подпредседателите Подпредседателите кои и избор нивните следбеници Поддржувачи. веројатно Да. поддржувачи, затоа што таму имала група која по секоја цена сакала да биде во коалиција со Никола Груевски и неговото ВМРО ДПМН, да се разбереме, кога зборуваме во неговото ВМРО ДПМН, тоа е една Она друштво кое исто друштво, така го да, слушавме во околу бомбите. него. Тогаш Дуи би оделе со СДСМ. Па јас Вашата претпоставка е мислам таа. дека има расположение во структурите, односно раководните структури на ДУИ, кои еве за среќа не се компрометирани, има кои не се, значи, корумпирани или влезени во некои криминални структури, така што тие можат и да превагнат, затоа што посе изгледа и превагнале. Посе изгледа Посе тоа очигледно изгледа, дека затоа превагнале. што не сме Лали Амети да донесе одлука по негова волја и неговите околу него блиски. Иако има дискреционо право. Има дискреционо И до право, тоа статутарно него стори. право има. Да, според статут. Меѓутоа не смел затоа што после тоа можело реално да дојде до расцеп во партијата и дефинитивно Да се одметне крилото. крилото и дефинитивно По-прогресивното Дуи ќе крило. влезеше во внатрешна партиска криза и тоа ќе беше крај. Да. Верувате според ова што го говорите дека не можеме да очекуваме допрва сега ваков тип на раскол? Која станува збор за коалиција ДУИ со СДСМ. Сега да Не, почне. мислам дека чим да помина ова, експлодира тоа. најчувствително и мислам како момент кризен беше вчерашниот ден. Да. Чим тоа го поминале, иако можеби денеска ќе имаме некоја Нова информација, ситуација во нова ДУИ можеби, ситуација. а? Но мислам дека наредниот потек ќе биде со Зоран Заев. Добро. Со тоа што се разбира, тука ќе имат голема улога подпредседателите на ДУИ, во исто време се градоначалници и тие имат и приврзаници, се разбира, затоа што градоначалници сепак имат луѓе околу нив. И го диктираат темпото за следните локални избори, темпото, конечно. што веројатно истите очекуваат, односно имат намера пак да се кандидират. Да. И нормално дека Можеби во влада, не тоа, само за локални избори која станува збор, но велите дека на ДУИ не му одговараат
нови избори, најмалку Мислам на дека Ахмети. Иако го ја не. понуди платформата за која застанаа сите албански партии, гласачите нивни чекаат да се имплементира таа платформа. И затоа не би го дале гласот на нови избори. И тие најверојатно нема да поминат подобро на наредните избори, Може да би видат само и првите полошо. три уште полошо. Да. Може, затоа што ние мораме да признаеме дека овие нови дечки, како ги викаме, новите партии, веќе симпатијата кон нив и за нив се шири. Добро. Барем колку што гледам јас. Тука е движењето БЕСА, најверојатно идни конкуренти во албанскиот камп или во албанскиот блок ќе биде таа алијансата на Зијадин Села и на БЕСА. Затоа што полека и дуи мислам дека Е истрошен премногу? Истрошен и после сето ова дури во било која опција оние да бидат, никогаш веќе нема да бидат фактор како што беа до сега. Добро. А некои од варијантите велат дека сега Груевски би посегнал, се разбира дека станува збор за шпекулации, но би посегнал на нова некаква нестабилност. И меѓуетничка би одела, може би, Тоа, во мислам предвид. дека соопштението од кога ја добија информацијата дека дефинитивно нема влада со Дуи, односно нема влада Груевски со Али Амети. Во соопштението има во содржината, мислам дека тука и претеруваат и се враќаат во нивниот проглас пред неколку дена или месец дена колку е. Тоа е лошо. Тие ако се повикуваат на некакво мнозинство, мислам дека и тука немат право. Бројките кажуваат дека некаде околу 650.000 граѓани гласале опозицијски, односно против ВМРО. И кога велиме опозицијски, тука не можеме ние гласот на албанците да го ставаме во споредна улога и да ги броиме сега гласовите само на СДСМ и на македонците и на ВМРО ДПМН. Додуше и таму се гласовите, мислам, има од сите национални заедници. Дури мислам дека и го кажал неколку пати, во ВМРО ДПМН има и гласови на албанците под онтовата формула. Добро, тие не биле гласови по нивна волја, меѓутоа таков е системот, моделот што барем едно 30.000 албански гласови. Сите изгубени пратеници од БЕСА и од овие другиве, тие гласови, пошто нели во сите само во изборната единица еден водеше СДС, а во другите водеше ВМРО ДПМН. И по таа формула, значи, не сакајќи, али гласови на албанци има и во тој кош, би рекол, на ВМРО ДПМН. Така што не можеме да се повикаме народот сакал, народот бира, народот кажал, затоа што сепак јас велам, бројката на, ајде да кажам, чисти ВМРО-вски гласови е некаде околу 300.000, 280-300.000. Добро. И сега не е тоа народ, не е тоа волја на граѓаните. И тука многу треба да внимаваме. Ако тие се повикуваат на некаков патриотизам, па ајде нека биде национализам, во овој случај не мора да биде понивно. Добро. Ако тие ја сакаат добро за Македонија, значи да се интегрира, да има независно судство, демократски институции, медиуми и така натаму, незаробена држава, каде што е квалификацијата од Брисел. Мислам, не само ние сме кажале колку пати, меѓутоа ајде нашето да, може и да не се слушне. Да не се слушне. Меѓутоа, многу релевантни субјекти кажале, земајќи го во предвид и ова извештајот на Прибе, сепак се тие
експерти. Зад кој застанала всушност и ВМРО-ДПМН и Груевски со сопствениот потпис за така президискиот што договор. кога би бил некој искрен патриотизам, тие би дозволиле сега да одат во опозиција. Тие го имат собранието, нивните ставови можат и тоа силно, дури е добро за државата да има силна опозиција во парламентот. Нека повелат. На крај краева јас сум кажал неколку пати, па одење во опозиција, не одење во пекол. Да, добро. Нека поминат. Господине Рамадани, пеколот е чука на вратата, се разбира, кога станува збор за СЈО. Заради тоа што ако ја дадете власта на друга партија, тоа значи дека ќе профункционира сосема. Па, и за она заробена добро, држава. еве да го проанализираме и Значи, тоа. СЈО веќе има обвиненија, ќе има судски рочишта, ќе има значи судски процес. Ако се тие чисти, издржани, како што велат, има чисти македонци, прави патриоти, ја сакат државата, ја сакат нацијата, нека поминат низ тој судски процес. Ако излезе дека се невини, нека повелат, ќе има пак избори. Затоа што мора со тоа да се заврши. Инаку не може така да се стави државата како заложништво и заради неколкумина луѓе. Иако не се само неколкумина. Јас не велам, еве ние да кажеме да не дадеме квалификација, дека се тие виновни, дека се криминалци, дека се корумпирани. Да. Али нека дозволат правната држава да одлучи за тоа. Да. Нека им дозволат на обичните граѓани да се врати тоа што е навистина слобода, живот, довербата во институциите. Да. Мислам дека така треба да се размислува. Да, ако сме искрени. Јас мислам дека тоа е. Никаков нема да се случи кој знае што, па да речеме и после 10 години да се оди во опозиција. Зошто толку се плашат овие луѓе да бидат опозиција? Одговорете се. Па јас моето, ти знаеш, моето искуство сме биле во опозиција. Еве, живи, здрави, и сме преживеале и преживуваме. Што му преостанува сега на Груевски? Која карта може да извлече за да преживее? Заедно со Иванов се разбира. Може ли да се повлече од лидерската позиција и со тоа да му остави широк простор на Иванов на некој друг лидер на ВМРО? Јас знам што е. Мислам дека Дуи како верен коалиционен партнер до сега прати една порака и до членството и до Груевски. Кај Груевски пораката е дека ти никогаш веќе не можеш да бидеш премиер со албанска партија во влада. Да. Тоа е дефинитивно. Втората порака е докај членството и раководството друго на ВМРО-ДПМН, внимавајте, коригирајте го односот кон албанците, затоа што албанците ме казнија мене, затоа што јас бев кон вас верен, а тоа значи, казнувајќи мене, ве казнуваат и вас. И казната дојде. Мислам дека многу демократски, со гласање, со ова. И тука таа реалност мора да се прифати. И овие јастребите, јас ги викам на ВМРО-ДПМН, ќе мора да внимава со нивниот вокабулар. Затоа што тој однос, тој вокабулар и закани, и тие закани кон албанците веќе не поминуваат. Треба да ми веруваат наискрено, им велам дека не поминуваат, со тоа тие губат сами. Мислам, не само ќе одат во опозиција, него како што ќе помине времето, ќе бидат изолирани тука, ќе бидат изолирани од надвор. Затоа што не можат тие да направат општество и критериуми по нивен терк само. Мора да се прилагодат на сите, да се создаде една видна ариевска чиста раса во која ќе живеат само македонци. Што им треба таа поларизација? Зошто тие сакат да формират да живеат во некој виртуелен свет?
каде што за нив тоа ќе биде не знам што. Другите не им се важни. Ако тие и понатаму, како што направија неколку калкулации, односно пред јавноста преку Хамди Бајрам, некои да ги представат како дел од коалицијата која има малцинство. Не им даваа повеќе важност, да речеме, на Хамди Бајрам. Јас не велам дека и тој нема гласови и не е по заслуга таму каде што е. Меѓутоа, каква заслуга станува збор? Тоа треба да се види. Тоа е. Меѓутоа, почна да им дадат важност тие да се произнесуваат и за одредени прашања кои се однесуваат за албанците. Мислам дека тие се прочитани работи. Тоа е прочитана книга и мислам дека не можат. Гледате, доаѓа нова генерација на политичари албанци кои не прифаќаат инфериорност. Образовани луѓе кои сака да разговараат за отворени прашања и добро е што сака да разговараат. И се спротивуваат на корумпирани политичари. И нивната главна теза кога се појавија, да речеме, движењето Беса, јас знам кога се обратија и до интелектуалците и до сите дека ние ќе се бориме до крај да се декриминализира општеството. Да. Што значи тие тоа нема Но при тоа сите албански партии потпишаа платформата која која беше еден вид уцена не само за Груевски, туку за било која македонска партија, заради тоа што наместо да инсистираат на излез од кризата, тие инсистираа на нова криза во која сега мора да се потпишат некакви барања и услови на албанците. Знаете како, да не беше таа платформа, ние денеска ќе имавме влада Дуи. Добро. Морам да ви кажам. Добро. Мислам дека во која смисла? Во смисла дека тие Зашто таа би била приоритета, не борба против корупцијата и криминалот на Дуи. Тие беа врзани. И на останатите. Требаше некаде да бидат врзани од челниците на Дуи, затоа што и да се разидат во исто време пракса тие секогаш влегува во власта без никаква платформа, без никаков така што граѓаните, односно гласачите никогаш не се знаеше со каква цел влегуваат албанските партии. Но сега ќе беше целта за расплет на политичката криза. Да, за расплет, меѓутоа... А не албанските прашања и барања да бидат ставени... Реално сакам да ги гледам работите. Во албанската платформа, односно платформата на албанските партии има работи кои може да добијат квалификација контест македонски-албански. И во обид да се направи влада, тогаш треба да се разговара реално. Дали може, пример земаме, ако веќе почнуваат разговорите со СДСМ и коалицијата со Зоран Заев. Јасно е дека тука најмногу што може да има во тоа мнозинство се 67 или 69 пратеници. Албанските партии треба да знаат дека со 67 пратеници, 69 колку ќе бидат, промени или измени во уставот нема. Ниту пак тоа го бараат. И Ахмети самиот кажа дека за промени устав не станува. Во однос две работи кои се многу битни тука. Во првото мислам дека има согласност СЈО да се продолжи мандатот, односно да работи, иако и тоа ќе мора да биде под некаков притисок од меѓународната заедница, меѓународниот фактор, затоа што мора да се седне челникот, не знам кој ќе биде прв после Никола Груевски во МРОДПМНЕ, тој мора да седне затоа што прогласот нема да важи. Ако важи прогласот дека нема да дозволиме да се мешат амбасадори, односно другите држави во ова, тогаш веќе почнува тотална изолација на ВМРО-ДПМНЕ како политичка партија. И тешко може да профункционираат понатаму, затоа што
може да имат моменти кога и од десните европската десница може да бидат исклучени. Затоа што тие припаѓаат на европска десница. Конечно, тоа е странски фактор исто така. така. И тоа е странски фактор, но ако тие продолжуваат вака, значи да не прифаќаат СЈО, да не прифаќаат истраги, да не прифаќаат правна држава, тие се европска десница, меѓутоа тие прифаќаат, значи, независно судство. Да, демократските вредности функционираат без разлика дали е десница или левица. Европски се и нивни. Да. На крајот на краиштата, така што мора да се внимава така и што очекувам? Очекувам дека во ВМРО ДПМН да ќе привегне разумот во целата таа борба која затоа што трае. Таа сепак е голема партија, мислам има партија, има потенцијал таму кој ќе мора да направи, не покажа прогресивна дали интелектуална кога ќе се најдат во друга позиција, во опозиција, тогаш ќе се вратат кон себе, затоа што веќе денеска се поставува прашање, најверојатно во обичното членство, што ни направи овој Никола Груевски. Мораше ли вакви постапки да направи? Останавме без власт. И такви прашања се прашања колку и да се субјективни, али многу значајни во однос на тоа што може да се случи понатаму во ВМРО ДПМН. Добро, јас благодарам што бевте гости. Мола.